Време е за првиот разговор во Македонија наутро. Сдруженијето Go Green се вклучи во светската акција за чистење на отпад. Се чистеше на неколку локации во земјава. Како помина акцијата и кои се идните проекти на ова сдружение од Антонио Јовановски. Добро утро, Антонио, добро ни дојде во емисијата. Добро утро, добро е најдов. Како помина акцијата? Колку сте вие задоволни? Фрлаат ли граѓаните многу отпад? Фрлаат, тоа значи дека конзумираме и фрламе потоа. Генерално јас сум задоволен од младите, од средношколската мрежа која што ја имаме во 7 градови, каде што и главниот фокус беше во овие 7 градови. Значи се одржа акција за чистење и за подигнување свест околу отпадот во Скопје, во Куманово, во Тетово, во Гостивар, во Прилеп, во Битола и во Кичево. И нашите средношколци заедно со поддршка од општината навистина собра доста отпад, а и мислам дека тоа може да се види од самите нас, не мора да констатираме тоа цело време, но ние постојано се јавуваме како собирачи на отпад и тоа го правиме уште од самото основање 2010 година. Од 2010 навака ние воедно го одбележуваме и светската акција за чистење World Cleanup Day, која што е поттекната како иницијатива од Естонија од 2009 година, така да ние секоја година одбележуваме во септември, а и во текот на годината организираме многу акција чистење, бидејќи навистина несовесно го фрламе нашиот отпад и нашата свест околу тоа е на ниско ниво. Што најчесто фрлаат граѓаните? Па доста пластични шишиња и лименки, што е некако за жал во однос на свеста дека навистина тие се ресурси и доколку се соберат во доволна количина, има луѓе кои што живеат од тоа, како што се собирачите на отпад, односно неформалните сега за сега собирачи на отпад кои што ги гледаме, значи пластика и лименки има многу, има доста влажни марамици, барем јас многу собрав, и сега нормално користиме ракавици, користиме маски за да се заштитиме од секакви ризици, но многу влажни марамици, пелени, се и се што. Буквално се и се што. Наводно излековме средношколците од Карев излекоа 2 душека, буквално ги макне, ги ставиме во контейнер. Препоставам сега уште ни течат информации од Прилеп, од Куманово, ќе ни ги достават, али и таму навистина и супер што и општината со механизација влезе во одредени делови каде што навистина не може да се оди со раце и таму се извади буквално се и се што. За жал, се почесто на социјалните медиуми гледаме фотографии каде што буквално отпад се фрлане на секаде околу нас. Ќе го споменам Охридското езеро. Оттаму како секојдневно да се вади нешто што се нашло по дома па се фрлило во езерото. Имаме навика така да го одлагаме отпадот? Па најверојатно Охридското езеро е повеќе од 2 милиони години старо, значи едно од најавтентичните езера во светот. Сега нас ние индустријска револуција некои 200 години, а во последните 200 години додека дојдеме до таа свест дека тие ресурси ствари ги фрламе, треба време. Не само во Охридско езеро, мислам дека и насекаде каде и малце да видиме под тепихот, дали на планините, дали во другите езера, ќе видиме дека буквално има се и се што. Едноставно тоа треба време и свест за да дојдеме до ниво каде што тоа ќе го штитиме колку што е навистина уникатно и вредно. Претпоставувам дека, односно сум сигурен и во Словенија, и во западните време, во Франција, во Германија, скандинавските земји пред 50-100 години, претпоставувам дека сликата била слична. Додека не почнат да си го загадуваат тоа што го јадат, додека не тоа им влие директно, па потоа со легислатива и со имплементација на легислатива. Значи имаме казни од една страна, а од друга страна организирање на систем каде што отпадот навистина станува пари. Значи, каде што луѓето стварно разбираат дека нивното селектирање пронесува и за економска добивка на државата, а со тоа и економска добивка на сите нас поединечно. Така да мислам дека одиме и ние во таа насока и ми се свиѓа, многу ми се допаѓа низ последните години се разви таа граѓанска иницијатива. Не биди ѓубре е иницијатива која што сите сме не биди ѓубре, буквално кога ќе излеземе пред зграда, кога ќе зачистиме или кога ќе ни смета нешто, кога ќе подигнеме, во тој момент сме граѓански активисти и све повеќе и повеќе има такви иницијативи.
ние со нашата World Cleanup организација само ја поддржавме таа граѓанска иницијатива, ги поттикнавме младите средношколците, бидејќи и со нив најмногу работиме. Општината дадоа поддршка со механизација и со камиони, значи тука е малце по суштинска интервенцијата, инаку ова треба секој ден да се случува до моментот дека не сватиме дека тоа е вредност и дека тоа е ресурс што го фрламе и треба да го селектираме, да го организираме подобро заедно со општината и со другите институции. И пластичните кеси знаеме многу често да ги фрламе, па некако потешко ги користиме оние хартиени. За жал пластичните кеси многу ги користиме. Прво, кога одиме у Тинексу, на пазар, било како, гледаме сите со рози пластични кеси, за едно Макдоналдс пластична кеса, за едно Кромиче пластична кеса. Буквално тоа нема потреба. Јас дури некојаш и да заборавам текстилна торба, ќе земам една пластична кеса, но буквално све ќе ставам внатре, од банани до портокали до све, па некојаш ќе ми се скине, али сето тоа е процес, нели, за да се освестиме, за да знаеме другиот пат да се земам текстилната торба. Пластичните кеси навистина се илјадници години се треба да се разградат, навистина представуваат извор на загадување поради тоа што на депониите уште не се регулирани кој што треба, се само запалуваат и потоа тоа ние го дишеме. Значи ние со самиот момент кога ќе земеме пластична кеса знаеме дека таа ќе не чека во зима и во другите летни периоди кога се палат депониите и тоа ние го дишиме, па дури и биоразградливите кеси што ги промовираат, ти имаат некоја биолошка компонента, сепак е тоа пластика. Е пластика и можеби не треба стотици илјадници години да се распадне, но треба 20, 30, 50 години, тоа во посебни услови, ако е под сонце и така натаму. А нашите биоразградливи кеси одат по земја, под земја, во водите и тоа пак останува стотици години, иако тие се биоразградливи. Можеби совеста малце ни е по оправдана, биоразградлива, но тоа сепак ќе станува ѓубре и сепак треба многу години за да се разгради. Актуелни се електричните тротинети. Вие се вклучивте како здружение во одбележување на неделата за мобилност. Колку се тие всушност безбедни и дали треба дополнителна опрема кога се управува, затоа што за никого се можеби интересни, а за други се некако вознемирувачки кога ќе ги видат на улиците на Скопје? Да, во Македонија нормално. Да, во Скопје се најприсутни и се соевиден феномен кој што се во последниве година, две, да речам, сега се малце поприсутни, мислам дека скоро и секој како да има. Се страшни, бидејќи се нешто ново што претходно си го немал и одеднашка излетува. Ние по тој повод и направивме анкета пак со средношколците, со средните школи во Скопје, за мислењето на средношколците за електричните тротинети и како треба да се регулираат. Најмногу се оди во насока дека тие треба да имаат регулација како велосипедистите, да имаат заштитна опрека, да имаат рефлектирачка, значи барем елече, дека треба да има таа цела сигнализација, бидејќи навистина сега за сега уште не се нови и средношколците стварно мислат дека и не се толку безбедни, дека треба да се регулира и нивната брзина и каде ќе се оди за некако да се направи ред и граѓаните и пешаците, нели, и автомобилите, и велосипедистите да нема сообраќајни несреќи. А ние направивме мало истражување за во Белгија, бидејќи во Белгија тоа било феномен пред некои 10 години, се буквално ги има многу. И многу интересно дека во Белгија па ги регулираат како листата со посебни потреби. Значи, истата регулација во сообраќајот што имаат лица со посебни потреби, имаат и електричните тротинети. Значи, буквално имаат посебни патеки каде треба со намалена брзина од 5 до 10 километри, значи не може многу брзо да се вози. Значи, во другите земји ги имаат регулираност како лицата со посебни потреби, а ние средношколците мислат дека тука треба како велосипедистите. Републичкиот совет за безбедност сообраќај, се надам дека не го утнав името, али институцијата исто мината нела во четврток презентираше предлог за регулирање на електричните тротинети. Тоа сепак е дискусија која треба и со самите возачи на електрични тротинети да се направи, за да може да се најде едно решение што одговара за нас. Доаѓа период кога буквално се затвараме дома, затоа што воздухот, за жал, ќе биде многу позагатен од ово што во моментов го дишиме. Како да се заштитиме, како да ги заштитиме најмладите од штетноста, од влијанието на тој загаден воздух?
многу повремена мерка се маски и се филтри за воздух или оние прочистувачи на воздух, каде што гледаме ги има веќе и во градинки и во школи, и тоа е навистина една повремена мерка, буквално немок што да се направи, поради тоа што најверојатно и загадувањето ќе си дојде и оваа зима. Тоа си доаѓа со грејењето, со електричната струја пак не се базира на јаглен, и тоа е едно суштинско прашање кое што мора да се реши. Институциите, имаат поголема свесност со изминатите години, бидејќи пак и они го дишат тој воздух, се лоцираат средства, се менуваат грејни тела, со поефикасни грејни тела на помали или поголеми капацитети, и тоа е за поздрав, но ние чувствуваме некако ургентноста за многу порадикални мерки и за приоритет, ставање на приоритет на тоа на самата влада, но не само декларативно, него и со финанси, со стручњаци, со работни тела, за содика на една зелена економија. Сега прашањето е, загадувањето е директно поврзано со економскиот раст. Економскиот раст се базира на бруто домашен производ. Бруто домашен производ треба да исцрпуваме ресурси. Кои исцрпуваме ресурси, ние ги вставаме во некоја механизација, се процесираат и тоа испушта штетни емисии. По поентата е како да имаме економски раст, која што очигледно загадува, а во исто време го намалиме загадувањето и ги подобриме условите на граѓаните кои се социјална категорија. Бидејќи социјалната категорија најмногу е ранлива на ова загадување и на климатските промени исто така како една последица. Прашањето е како дојме кон зелена економија. И зелената економија и зелените работни места треба да се приоритет. Тоа значи да се има економски раст, да се намали загадувањето и да се подобрат условите на најранливите. Ова е тема за некое наредно гостување, затоа што навистина опширна. Антонио, ти благодарам многу за одвоеното време што беше гостин во нашата емисија. Се гледаме за некоја нова тема. Ако може, само уште една работа што излезе интересно од анкетите, правевме во другите градови анкети за велосипедска култура и инфраструктура. Младите многу интензивно сакаат да има велосипедски патеки што се регионални. Измеѓу село, град, село, тие што се 5 до 10 километри оддалечени, они апелираат да се направат велосипедски патеки, бидејќи навистина се желни и они да се транспортираат и навистина ќе се намали многу и автомобилите и ќе се покрена нова култура на размислување дека јас не мора да одам од град до град ако е 5 километри единствено со автомобил. Ги покануваме градоначалниците да размислат за оваа опција на едни регионални велосипедски патеки. Така, убава идеја. Ти благодарам многу уште наш за денешното гостување. Благодарам и нас.